И во доцните вечерни часови вечерва пак сме на исто. Разговараме за универзитет кој требало да се донеси, ама по нечија волја. На некого му текна дека треба да има нов универзитет, без никаков елаборат, без никаква студија за оправданост, без никаква јавна расправа, без никакви консултации со фелата, со професорите, со стейкхолдерите, со сите заинтересирани страни во овој процес. И студентите, и родителите, меѓутоа и стопанството и општеството во конкретниот случај, и војниците, и полицијата. Вечерва ние треба да зборуваме за универзитетот за безбедност, кој само по себе, водејќи сметка дека сме земја кандидат за членство во НАТО и во евроатланските структури, би требало да имаме и такво мислење. Ние тоа мислење, за да дискутираме и разговараме за оправданоста од еден ваков универзитет, го немаме. Како можеме да пледираме да бидеме член на евроатланските структури, кога, простете на израз, не ги сапиме воопшто? Закони кои се директно поврзани со нивните активности, за нив не бараме мислење. Ова е еден од вистинските примери која е огромната разлика помеѓу начинот прво на поимање на политиката на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН и на спроведување на власта и начинот на функционирање. Ни дадовте закон без никаква оправданост, без никаква студија, кој треба да го гласаме. Тоа е лицето и начинот на функционирање на ВМРО-ДПМН како власт. Кој е лицето на СДСМ? Пред 2 недели во оваа иста сала, Борис Трајковски во Собранието на Република Македонија, на ова исто место, беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на една од дебатите поврзани со европските перспективи на Република Македонија, конкретно со законот за прислушување. Господинот Спасовски директно спомна: нема да има закон кој ќе биде донесен на разгледување во Собранието на Република Македонија, кој претходно, целосно нема да биде разгледан од сите оние кои се допрени со тој закон, кои имаат интерес од носењето на тој закон, разгледан од нивна страна и одобрен од нивна страна. Дури после да можат пратениците во Собранието на Република Македонија да дискутираат за него. Почитувани граѓани, тоа е носење на закон. Така одговорни политичари и одговорна власт носат закон, а не по принципот ми текна. Треба да се донеси таков закон. Тоа е разликата, што само во 2 месеци ја покажавме како ја замислуваме, практицираме власта, уствари одговорноста, честа и одговорноста да го водиме овој народ во овој момент по одредени министерства. Тоа е суштинската разлика помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Нашата главна забелешка или главниот сомнеш во целиот изминат период, заради целиот изминат период на ваше функционирање, е всушност потребата да се вдомат одредени кадри, на кои партијата на власт, уствари врхушката на власт, има потреба да му се одолжи за нивната лојалност. Ќе се вратам назад на една од бомбите кои ги презентираше во проектот Вистината за Македонија председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев. Разговор помеѓу тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и нејзиниот портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски. Во момент кога жената испаничена разговара со него за можноста да биде продекан
на Факултетот за безбедност, професорката Ременски. И најстрашниот дел во тој разговор, ќе прекинам со разговорот, е констатацијата: подобро магаре да биди, отколку таа жена да биди продекан. Јас не сакам да ги вреѓам сите оние кои ви се планирани да ги пополнат професорските и академските места на овие универзитети. Меѓутоа, самите нека размислат со што, како ги третирате и со што ги споредувате. На врхушката на власт најважна е лојалноста и исполнителноста. Сето останато воопшто не е важно. Не е важен квалитетот, не е важна научната посветеност. Декларативно преку закон потребни се некакви трудови, потребно е некакво CV, меѓутоа сето тоа е за џабе. Тоа се случува во Република Македонија. И ова е уште еден вистински пример за разликата помеѓу начинот на функционирање помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Која е моменталната фактичка ситуација на терен, овде, во Собранието на Република Македонија? После 8 дена жолчна расправија околу процедурата, која целосно беше прекршена. Да подсетам, имаме носење на одлука во момент кога се уште не е завршена расправата за процедуралните забелешки, кое не смее да се случи. Уставно право на пратениците е процедуралната забелешка, нешто кое е впишано и во деловникот за работа, и во законот за собрание. Два акти според кои ние функционираме овде. Може да се донеси никаква одлука се додека не завршат процедуралните забелешки. И тука нормално секогаш ќе ги спомнувам парите. Сакам да ви спомнам денешен пример, нешто кое сите ние, како граѓани на Република Македонија, бевме сведоци, нешто што се случи во стопанската, во една од коморите, една од стопанските комори, Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Во работно време, поранешниот премиер на Република Македонија, моментален председател на владеачката партија, со пола влада беше во Сојузот на стопански комори. И тоа не е ништо страшно. Со тие луѓе како партиски членови може да оди кај сака. Ама во работно време платено од граѓаните на оваа држава, тој како олицетворение на власт, на семојкност во оваа држава, со нив појде да промовира некакви проекти и да се фали за сработеното. Во оној момент, кога сака да покажи дека е конструктивен, и тој, и сите вие како партија, дека работите во интерес на државата и сакате да има вистински избори, каде главната забелешка беше споеноста на партијата со државата. Поголема споеност од оваа овде, која спомнав во моментов, целосно преклопување на партијата со државата не постои. И сакате да ни кажете дека ќе излезиме рамноправно на избори, еден со топ, а друг со сабја, еден со атомска бомба, а друг со пиштол. Тоа сакате да се случи. Целиот цивилизиран свет нема да го дозволи тоа да се случи во Република Македонија. И баш затоа, убеден сум во исправноста и на сите политики, убеден сум во исправноста и на методологијата и начинот на функционирање на Социјалдемократскиот сојуз спрема граѓаните и спрема целиот општествен живот во оваа наша Македонија. Почитувани, пред вас денес сакам да споделам уште едно парламентарно искуство, нешто кое се случи во ова собрание. А тоа беше комисија
Комисијата за надворешни работи, на која се разговараше можеме да функционираме следниот период. Заклучокот, почитувани, беше поразителен. Прво, огромни средства Република Македонија како држава. Не станува збор ни за партија, не станува збор ни за нација, ни за вера. Граѓањето кое ни е дадено не како кредит, инсистирам, потенцирам, не како кредит, како бакшиш, како поклон од Европската Унија за развој на демократските капацитети и ИПАРД програмата за развој на земјоделието и руралниот развој. Меѓутоа, за да се искористат тие средства, потребни се капацитети, човечки капацитети прво, капацитети во знаење и во умење. 25, 23, 25 правни факултети се отворија во Република Македонија. Да се тепаат факултетите како да привлечат повеќе студенти. Некој од вас, а не во ситуација во која универзитетите се борат да привлечат студент повеќе како би се доближиле до шансата, пазете, да преживеат, не да создадат додадена вредност, не да создадат додаден приход, едноставно да преживеат и да ги задржат и професорскиот кадар, и асистенткиот, и помошничкиот кадар со кој функционираат тие универзитети. И ние во овој момент зборуваме за некаков развој. Почитувани, крајно време е да сватиме дека писменоста во 21. век не е на нивото на Кирил и Методий, со знаењето на буквите и правописот. Во 21. век писменоста подразбира познавање на процедурите, протоколите и начин на комуникација со европските институции и генерално, глобално, на овој информатички поврзан свет. Тоа е 21. век, а не да зборуваме и да се фалиме со бројки отворени нови универзитети, а не да се фалиме со квалитет на студирање. Во ситуација во која нашите соседи од Љубљана, од Загреб и од Белград инсистираат, вложуваат за подобрување на капацитетот и квалитетот на нивните универзитети, како би влегле на листата од 500 најдобри универзитети во светот, од Шангајската листа, нас не нема ни во првите 1000. И во таква ситуација, наместо да се срамиме, ама и да превземиме нешто, да инвестираме во капацитетот на нашиот реномиран универзитет Свети Кирил и Методий, во оние факултети од кои грото од нас се произлезени и то одлични студенти. Гордост ми е да кажам дека основниот факултет сум го завршил на Универзитетот Свети Кирил и Методий. Горд сум на тоа. И ќе направам се како алумни студент да го подобрам и квалитетот и капацитетот на тој универзитет. Тоа е, почитувани, патриотизам. Патриотизам е ако сакаме сите заедно да одиме напред. И бидејќи зборуваме за патриотизам, би сакал со вас да споделам уште едно денешно искуство. Пошто зборуваме за патриотизам, денешното интервју на хрватскиот премиер Тихомир Орешковиќ, во кој зборува за бегалската криза на CNN, Тихомир Орешковиќ, представник на ХДЗ, вашата братска или сестринска партија, Народна партија, во која многу инвестиравте на нивните минати избори, вие како партија, луѓе од фамилијата од врхушката, Вечерва Македонија на CNN, во кој CNN вие инвестиравте огромни средства за некаква си така наречена реклама, Македонија ја нарече бивша Југословенска република Македонија, во која бившиот премиер сака да биде каподи тути капи. Тоа е ситуацијата во Република Македонија. Убеден дека во овие повеќе од 900 амандмани
ќе имаме можност да ги отвориме сите прашања, сметам дека со заеднички договор во интерес на граѓаните на Република Македонија ќе дојдеме до вистинско решение.